Предизвиците за заштита на природата на Шар планина, во идното предложено прекугранично заштитено подрачје Шара Шари Кораб. Ова беше темата на денешната конференција во организација на Македонското еколошко друштво и платформата Пријателите на Шара. Целта на конференцијата беше да се презентираат заедничките активности на повеќе домашни и меѓународни чинители во прекуграничното подрачје. Овој настан го искористуваме да ги собереме буквално сите луѓе, сите експерти кои што прават и ќе прават нешто за зачувување на природата на Шар планина, да ги продискутираме заканите, проблемите кои што се случуваат поврзани со природните ресурси и се разбира да подсетиме дека уште еднаш после 20 годишен период ние се уште чекаме. Целта ни беше да слушнеме какви се и нивните искуства и да едноставно и тие од нивна перспектива да не поддржат на некој начин за Шар планина од сите страни да биде заштитена и со поврзувањето на заштитените подрачја во Косово и Албанија да биде едно од најголемите заштитени подрачја во Европа. Поддршка за иницијативата има и од Министерството за животна средина на Република Македонија. Оваа конференција, која што е значајна за целиот процес за валоризација и планирање на одржливото одржување на природните ресурси на Шар планина, со крајна цел прогласување на Шар планина за заштитено подрачје, тоест национален парк. Процес кој што реално кажано ние како држава стагнираме во однос на нашите соседи, конкретно Република Косово. Меѓутоа, тоа не значи дека ние како држава, Министерството и сите засегнати страни не работеле досега, секако можело и подобро, и токму затоа сум денеска овде за да дадам поддршка и поттик на сите проекти кои што помагаат за целиот овој процес со финална цел прогласување на Шар планина за национален парк. Ѓоше Стевков, професор на фармацевскиот факултет во Скопје, ја истакна високата економска вредност на природните растенија кои ги има на Шар планина. Едни од најекономски оправданите видови, растителни видови на Шар планина, на прво место можам да го изведам плодовите, бобинките од смрека, на второ место е боровинката како производ и на трето место доаѓа еден вид кој што е загрозен во овој простор, а има исто така економска висока вредност, а тоа е шарпланинскиот чај. Прогласувањето на ова подрачје, на заштитено подрачје или национален парк би придонело во одржливото искористување на овие производи, да се знае колку има, би се процениле ресурсите и би се знаело колку се собира. Тоа би било еден чекор понапред до органско собирање на овие производи, бидејќи органско собирање на овие производи е додадена вредност и поголема економска добивка во овој случај. Ако имаме заштитено подрачје, ако имаме одржливо собирање, ако имаме органско сертифицирање. Пријателите на Шара е неформална платформа на невладини организации и физички лица од Полошкиот регион и Скопје, формирана со единствена цел – лобирање Шар планина да стане национален парк.